думки були інші, що вони от з такими вже намірами так вбивають людей, ще навіть в голові не вкладалося таке. Вже кричить Саша, бо їй прострелили ручку. Користејќи претходно невидени снимки и сведочења на преживеани, украинскиот сервис на Радио Слободна Европа ги реконструира темелно трите несмртоносни денови на улицата Јаблунска и намерното убиство на невооружени цивили од страна на руски војници. Кров, дуже багато отак крові, і оце він головою в тій калюжі лежить. На 3 март 2022 руските сили започнаа втор напад врз украинскиот град Буча, неколку дена откако нивниот прв обид беше одбиен. Тие освоија улицата Јаблунска, рута што ќе помогне да се организира планирана офанзива кон Ирпин и главниот град Киев. Јаблунска ќе остане позната како улица на смртта. Витягуй з хати. Вперед, улицу потихоньку, брать! Едно од жртвите е 69-годишниот Валерий Кизилов, кој се засолнил во визба со неговата сопруга Людмила. Мало тих пострілів було. Цілий день, і прошлий день, і весь час, оце, от коли вже оце такий день, тих пострілів було багато. Кога Кизилов помислил дека борбите стивнале, ја напуштил визбата за да види дали неговата куќа е оштетена. На оваа снимка од дрон се гледа како тој лежи мртов од прострелни рани во својот двор. Во близина стои група руски војници, подоцна идентификувани како членови на 234-тиот полк Псков. Едниот вперувал пиштол кон визбата во која се уште се криела сопругата на Кизилов. Вечерта кога низиниот сопруг не се вратил, таа тргнала да го бара. Це отак, думаю, може вони в хаті десь. Я так пригнулася і так повзком отак іду. І все, я оце тільки пам'ятаю, що дуже вибачення в нього просила, що я його не затримала, що я його не зберегла, не вберегла, що він такою страшною смертю загинув. Людмила и Валерий беа во брак 47 години. Други цивили се обидаа да избегаат од окупаторските сили, како и Ивана Храбовљак и незиното семејство. Ивана била со незиниот татко, неговата партнерка Јулија и ќерката на Јулија Саша, кога покотниците го погодиле нивниот автомобил на улицата Јаблунска. І в моменті машина просто врізається. Я пам'ятаю, що просто багато, як такого диму, машина реве, тями, і я так розумію, що просто педаль газу була зажата. Надзорните снимки покажуваат дека Ивана Храбовљак бега од запалениот автомобил. Я чую, як тільки кричить Саша, і зупиняюсь, щоб її почекати, бо я розумію, що вона біжить зі мною. І я вже помічаю, що у неї щось не так з ручкою, бо вона просто, сама по собі. Тие побегнале во подрумот каде што чекале за време на најтешките борби. Не можејќи да ја однесат Саша во болница. Раката на Саша не можело да се спаси. Подоцна истата година, странски специјалисти и помогнале да й се вгради протеза. Таткото на Ивана Михајло починал од раните. Я до останнього не вірила, що він помер, бо він не міг померти. У мене служив в Афганістані, тобто він пройшов війну. Знаю супергероїв, хто завгодно, але це людина, яка не могла померти. Во едномесечната руска окупација на Буча загинаа повеќе од 500 цивили, меѓу кои и 12 деца. Најмалку 61 од нив беа убиени во краток период, кога 234-тиот полк Псков ја имаше под контрола улицата Јаблунска. Украинскиот сервис на Радио Слободна Европа идентификуваше некои од осомничените за давање наредби за убивање цивили. Како 25-годишниот наредник Владимир Борзунов. Подозрения на вас падают, Владимир Владимирович. Пускай падают, мне-то от этого что? Вам то есть все равно, что у человека убили? Вам все равно? Мне все равно. Идентификувани се и други офицери вмешани во смртни случаи на цивили. Овој човек, идентификуван како поручник Артјом Тареев, ја водеше единицата за извидување, осомничена за убиството на Валерий Кизилов пред неговиот дом. Разговорите за време на најсмртоносните денови и помогнаа на Радио Слободна Европа да ги идентификува другите офицери во синџирот на командата.
Документите ги поврзуваат високите офицери со екзекуциите на 8 членови на локалната група за цивилна одбрана. РСЕ контактираше со неколку од нив, вклучувајќи го и подполковникот Черненко, познат како Флакон. Алло, полковник Черненко. Что это? Зафиксировали вас на улице Яблонской в городе Буча Киевской области в момент расстрела местной теробороны. Вот, хотели... До крајот на март 2022 година руските сили се повлекоа од Буча и почнаа да се појавуваат снимки кои откриваат шокантни размери на цивилни жртви. Рускиот претседател Владимир Путин категорично негираше вмешаност на неговите сили и оцени дека доказите за масакрот се инсценирани. Мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Но сведочењата на преживеаните и проверените снимки од улицата Јаблонска кажуваат сосема поинаква приказна. Украинските судови обвинија руски офицери во отсуство, додека Киев побора од Меѓународниот кривичен суд да ги истражи тортурата и убиствата на цивилите во Буча.